отношение към българите в последно време? Видите, Кој има полоша? само заради една шитница. Замислете, во 21 век бугарите не признаваат цел народ. Значи тоа А вие обаче не признавате българското малцинство в Македония? не признато е бугарското малцинство. Конституцията? Меѓутоа нема 300.000 македонци во Бугарија, не ви се во конституцијата. Значи Дали не ги е страх обаче да се регистрират? Имаше много изчупени български клубове в Македония. Знаете за... знаете дека имаше искршени клубови македонски во Бугарија? Вас ви е познато тоа? Не. Треба да знае јавност. Добре, като празнуваме Кирил и Методий, съгласен съм, просто трябва да се празнуват. Знаете ли в Кирил и Методий глаголица ли са измислили или кирилица? Глаголица. Кирилицата от коя държава е измислена? От коя държава? Во Бугарија. Това поне съгласен ли знаете? Ама Кирил и Методий немаат врска со нив. Добре, ама Климент Охридски има. Климент Охридски е роден во Охридско. Не, четете му Евангелие. Не е точно. Четете му житието, родено у Мизия. Не е точно. Добре, а кой го изпратил Охрид? Кой го изпратил в Тој Охрид? си отишол таму од каде што потекнува. Тоест не го изпратил българския цар, а той сам отишел. Не, тоа не е битно кој го испратил. Ама кой го изпратил? Што е битно? Кирил и Методий по барање на моравскиот кнез отишле во Моравија. Дали тие се сега чеси? Какво ви е тоа прашање? Нема логика. Значи, ако биле со казарите, значи Кирил и Методий се казари? Не се казари. Тога што? Како може да прашате? Што е битно? Мене може да ме испрати. Оние се румеи. Мене може да ме испрати некој во Кина. Дали тоа значи дека македонците ќе станат кинези? Не, става просто. Нема логика вашето прашање. Разбирате? Не, аз питам само кој ги испратил, не че има логика. Кој ги Кој испратил? ги испратил бугарскиот цар. Поне това сме съгласни. Да, апсолутно. И поне това да го не спориме. Да, не спориме за тоа. Тоа не е спорно. Тоа не е спорно. Защото не се споменава в Македония като че. Не е точно тоа. Во студиите секаде се спомнува, значи. Споменава се, че добре в Македония, што го дали вие споменувате дека во Македонија имало по пописот од 56 година 180.000 македонци во Видинска Македонија. Дали во вашите учебници некаде се учи дека постои македонски народ? Дали знаете дека во 1997 година вашата академија има стратегија направена за 21 век? Во таа стратегија стои дека во Македонија живеат 1.400.000 бугари. Во таа стратегија за 21 век бугарска на академијата стои дека 400.000 българи. Да. Тоа бугарите прашајте. Значи тие го измислиле тоа. И таму стои во таа стратегија од 97 година дека во светот во 21 век нема македонци. Поголем шовинизам во 21 век да негираш во моментов има над 3,5 милиони македонци во светот. Ама Българија да ги е негираш първата държава, която признава Македония. Не, признава држава. Ама ја признава државата само за да може да ја приближи кон Бугарија, а не да го признае македонскиот народ. Вие морате еднаш за секојаш да знаете како бугари. Со еден потек ќе не добиете сите македонци. Признајте ја реалноста. И ние ќе имаме најголеми пријатели во вас и вие во нас. Ама ние искаме да сме пријатели, да ме разбирате. Не може. Не можете ни браќа. Секој българин като го питате, чекай само така. Секој българин като го питате ще кажете македонците са братя и са добри и сме си. Да, ако сме браќа, ама не е точно тоа. Ходите у Софија. Не, за бугарите ние сме македонски бугари. Ние сме македонци, како што вие не сте. Вие сте бугарски македонци. Добре, ајде добро да те прашам, бугарскиот јазик. Така. Го познавате вие? Па да. Како овој што го зборувате бугарски јазик? Па да. Па тој е современ, нели? Тој е составен од словенски зборови кои се зборувале во Бугарија и над 1000 руски зборови. Во литературниот збор. Сега. Ама гледате, 7-8 пати го менувате правописот и граматиката. Вие имате проблем. Ако моите деди са тръгнали от Шкодра днес на Албания, значи ли че аз съм албанка, когато те някога
са били български земи. Па исто и за македонците ваши. Ами именно. Па што Те тоа? като са били български земи, вие какви сте? Ние сме македонци. Нашите Ма ние дедовци имаме били. български македонци. Па да се живи и Ама здрави. ние сме българи. Па ако бидете, кој има против тоа? Вие сте ни најблизок словенски народ до македонците. И ние ве сакаме. Па што треба да се караме тогава? Не треба да се караме. Ние говорим. А само треба да го признаете македонскиот народ. Во Бугарија. Треба да сватите дека 3 милиони македонци постојат во светот. И не можете можете вие. ли само да признаете българския народ като част от вашата конституция и да спрете да... Кога вие ќе признаете македонски народ у вашите институции. Во светот реципроцитет. Значи, кога во реципроцитетот, во дипломатијата се знае, се признава македонско малцинство во Бугарија и се признава бугарско малцинство во Македонија. Не знам што ви е тоа нешто и чудно. А защо Тоа искате? Не ми е смешно. Знаеш ли, че в България няма малцинства, няма и мнозинства. Е. Има само граждани. А зошто мора овде да има? Защото вие ги имате. Не. Вака. Значи, вака. Дали конституцијата вие сакате да се смени во Македонија? Така уставот. Не бе, вие, това е ваша Вие работа. барате. Не, вие барате. Защото тие, които са Не, българи в има Македония, вето. те са ваши граждани. Те Има не са- вето. не Има са граждани на вето. България. Има вето. Вие тоа го барате. Добре. Значи, вие го злоупотребувате ветото, Добре. за да Добре. наметнете ваш... Само кажи, що Гоце Делчев казал за себе си, че е българин, като не е българин. нема тако. А той си го е писал в писмото. Не, точно, во писмото пишува вака. Какво да правим, като Кој сме не си е българи? крив, вика, што Така. боледуваме, што сме бугари, значи како болест. А понатаму во писмото вика, ние имаме и болни грци. Значи, што сака да каже? Пропагандите, македонците, сме си дозволете българите, да објаснам. Добре, Значи, позволявам. парафразирам. Трябва да сега. говориме, прав си. Да, значи, таму во писмото, тој нагласува дека бугарството е како болест. Зошто? За македонците кои прифатиле бугарска идеја. И тој им се лути на нив. А исто во потолу во писмото, треба да го читате до крај. Вика, имаме и грчка болест. Затоа што има некои македонци кои прифатиле да бидат грци. Заради пропагандите кои се... Ама Чија историја се Ама- променя, се ама- отправя. Па се променува. Ако се Која? променува, Чија? прифатете дека постојат македонци. А вие сте, аз твърдя, че вие сте ми братя и ние сме Да, обща кръв да. и говорим на един и същ език. Да. Вие Не твърдите това. на ист. Зборуваме на сличен јазик. Значи, како што се тогава се защо се словаците. разбираме? Видете сега. Ние Гледайте сега. безкрайно много ви обичаме. Ако сме, И тук не сме дошли, и защото ние многу ве искаме да се сакаме, и заяждаме. ние многу ве сакаме, ма како македонци. И вие зборувате македонски Аз јазик. нямам пропаганда. Вие македонски јазик зборувате, само што имате уште, прашајте, испитајте, уште над 1000 руски зборови во литературниот јазик додадено. А вие нас не обвинувате дека сме имале срби. Не е точно. Сите зборови, сите зборови се македонски. Значи той отиде во На отоманска нашите школа предци. за офицер. Ма вие знаете ли, че той също е в На българско... турска школа. А не е ли учил в българско училище? Така Како е, така е. българско војно училиште во Бугарија не постоеше тогаш? Не, Как да не Па постоиш? како? Што Бугарија е е од битно 1909 тоа? Што е година битно? држава. От коя държава? От Да ме 1878? прашам нешто. Гледайте. 1878. Знаете што? Со новинарите што имаме искуство бугарски, од цело ова интервју ќе издвоите Нема, цялото ще го пуснем. На Фейсбук ќе го страница. издвоите само На живо, на живо. Да ме прашам нешто. Слушай, на живо, ето. Одлично. Виж, на живо. Поздрав до сите бугари. Не се реже при нас. Прашавте за школата. Што ако јас ви докажам дека Фрањо Туџман завршил Југословенска генералска школа, дека дал заклетва дека ќе го даде животот за Југославија и вие сега заради тоа ќе го обвините хрватскиот народ дека не се хрвати, туку се југословени. Ги обвиняваме Хрватска. са Па добри хора. тогаш немојте ни Гоце Делчев ни македонците да ги. Затоа што во стотици документи, еве ги овде се, Гоце Делчев зборува за Македонија. А добре, защо Вземе- инспектира и Одринска Тракија тогава? ВМОРО, какво значи? Ото какво убаво, значи? затоа што Значи Македоно-Одринска, не Македоно-Българска. Значи Македонија и Одринско са райони там. А не са Македонија райони са и додека не станат држава. И знаете вие самите Българија дека била држава преди това. не, видите, во Румелија
Источна Румелија прво беше тоа. И во Источна Румелија има партија која сакала да биде посебно одринско население. Знам голтате, сега не ви е тешко, Не бе, а и тие не сакале никако да бидат Ама това е преди под Бугарија. това е Значи, преди ВМРО. и таму има тенденција за посебна народност. И тоа треба вие веќе да го знаете. Ама това Сега, е преди знаете ВМРО. Това е още 875 А, година. ВМРО Се съединява с България. Мора, апсолутно. Знаете ли колку одренци се пишувале дека се македонци? Дали знаете за тоа? Не знам, във вашата история може и да има. Не. Во руски документ. Одринци се писали за македонци. Да, И това си показва руски документ. да. Че от нашата историја сам учила. Само да видиме, 1821 година. Нали може да скинем? Може сека. Това са стари български земи. Еве, На хартија. Албанија беше на хартија гледайте, 13-та година. Само на хартија. гледайте. Една година. Това са Трифон, Никогаш Бугарија не е Трифон Неделјовиќ Давидски. Така? До неговото превасходство и светло сиятелство, пречесниот и преславниот сеопфатен и семилистив наш господин, главниот командант на втората армија. разберем кой На која втора армија? На руската. Така? Да. Кога, еве го документот. Значи еве го, македонски. Гледаш, на ходljишки. Кога во бурно време пливат по морето бродовите, тоа е кога доаѓа руската војска. Разбираме, да. Господата што се наоѓаат во нив искрено сакаат што поскоро да стигнат во тивкото пристаниште Лиман, така и ние сега сметаме дека во времето на војна господарот и главниот командант и сето воено началство сакаат што поскоро да заврши таа војна. Затоа имаме чест да го замолиме вашето височество. Недалеку пред руската армија на Константинополскиот пат се наоѓа нашата праотеческа земја Македонија. Овој е Пловдив инаку. Да, дай ми само източник. Трифон Неделјовиќ Давидски. Добре, ще го проверим. Да, чекайте, уште има. Добре, да. Чекайте малку, Вика вака, искрено сакаме од вас дозвола да им дадете секретно знаење да останат сите македонијанци. Да, така да стане. Добре, Сега. а защо? Сега. Кажи ти си грамотен човек, виждам не си орд човек да се каже. Защо са се писали в българската екзархия? Во бугарската екзархија Тоа е с допитване. Еве вака. С анкета. Одлично Не е на прашање. сила. Одлично прашање. Тоа е план на вашиот голем пријател граф Николаевич, Николај Игнатиев, кој ги присилува, го присилува султана во името на Руското царство да се направат епархии на екзархијата во Македонија. Но вие знаете ли, че всъщност те се обявяват против, даже не държат в схизма, Не е точно. чак до 1954 година. Русия не признава българската екзархия. Немојте да бегате од Русија. Вие во Ма Русија јас не имате бегам од Русија. 400 споменици за русите. Аз не бегам от Русия. Немојте Говоря за екзархията. Русия е била против Русија екзархията. ја ослободила Бугарија 1888. Русија го ослободила бугарскиот народ и подарила држава. Така е. Игнатиев Така? ги принуди султанот да признаат екзархијата. Значи русите ли ја направија екзархијата? Ма не русите, ли ги направија? русите не я признават екзархията. Дослушате. Ма те не я признават, ча до 20 век средата не я Не е признават. точно, не е точно. Игнатиев и Руското царство стоje за това, тука има документи. Чекайте, не бъгайте се. Откривате нови страници в историята. Не. Тоа се се документи. Јас овде читам документи. Ја не читам, не е битно што јас мислам. Јас читам документи. Проблемот е кај нашите Добре, защо? нашите пријатели бугари што немаат пристап до македонските документи. Ами защо немат? Затоа што вашиот режим 150 години Какъв го режим? држи од Абе, какъв режим? Абе, И ние се управляваме нема. друга да е от Абе, чужбина. гледате ли? Абе, школи не давате на македонците. Знаете ли 186.000 дека има во Благоевградско? Со пописот во Бугарија 186.000 македонци. Така, знаете ли по кое време е правен и как е правен това Што е референдум? тоа битно?
А не е ли битно? Што е битно? Не е ли след спогодбата на Тито и Димитров? И што сега? Па не е ли така? Да, и што? Па што се не проявиха по-рано тие македонци? Па зошто вас Хитлер ви помогнал да дојдете во Македонија? Зошто тоа го признавате како ослободување? Ние не сме дошли во Македонија, в Јужна Србија. Не, точно. Не, многу убаво знаете кај сте дошли. Чакай, Македонија нема. Јужна Србија. Македонија до 991 нема. Ете го проблемот. Значи вие имате проблем. Значи имате проблем. Македонија не е била слободна, разбираш ли? Шовинистички проблеми. Македонија слободна не е била. Вашата војска пишува таму окупирање на Македонија. Дали сте ги виделе тие документи од армијата ваша? Македонија слободна земја ли беше 41 година? Не била слободна, била под српско робство, а после под бугарско робство. Ама што не го кажете за србите, ми само против българите? За србите што малците? Не, точно, овде има и за србите. Србите не признаваат нас, а вие не признавате. Има и за србите има. Еве сега ќе ви прочитам што пишува началникот на Скопската полиција 42 година. Колку пари имате олюпено Скопска бугарска полиција. Ќе му подарам сега. Па не, нема лошо. Тоа не му бе. Јас жал ми е, че немам книга да подарам јас. Немој да И сам в диалога, Дете, овде има 1000 документи. Втора се разва Овде истината. се документи од Софија. Може да ви прочитам од Софискиот архив што издал. Или добре, ама наистина да од Софијски архив. Чекајте. Сега веќе кога барате интервјуа, еве, Асен Богданов. Асен Богданов, тој е началник на Скопската полициска област. 42 година. Така? Вашиот ослободител. Ама вие Што пишува? Добре. Ова е документ издаден во документарен зборник Българската управление в Македонија 41-44, Државна агенција архиви Софија 2011. Треба да ги читате и вашите документи. Добре, кажи првата партизанска. Сега те снимаме и тебе. Ама добре, ма бързо. И ти не снимаме. Ајде. Ма бързо, че много теми се. Не бързо, не бързайте сега. И па сад се Еве, опиши учите. гледайте, Добре, гледайте. давај. Гледайте, кон крајот на март оваа година во градот се одржа меч за државно првенство меѓу тимовите на спортските клубови Левски од Софија и тој на Македонија од Скопје. Присуствува 6000 души, како сега 60.000. Зашто тогаш има Да, така. 60.000 жители Скопје. 20 минути по почетокот на играта, остварениот прв гол на играчите од Македонија не беше признато судијата, што предизвика препукување меѓу него и некои од играчите. А поголем дел од публиката започна да вика, надминувајќи ги со навредливи изрази спрема судијата. Тоа автоматски се пренесе на целата публика, која што извикуваше нечовечки викања, а некои од гледачите се беа стапнили со клопотарци и така натаму. Вика вака: судијата беше принуден да го признае голот за да не се прекине играта и да ја успокои публиката. Гледачите сепак продолжија да дигаат врева и нанесуваат навреди кон играчите кон Левски. И не беше признат од играчите на Македонија мечот, беше прекинат. Од зверената публика извикуваше најниски ругања кон софијанците. Се слушаа викања мајка бугарашка, долу Бугарија, горе Македонија. Ова Асен Богданов го напиша. Значи, еве ги ослободителите, како се пречекани. А добре, што се случи? 6000 луѓе викале. Што кметовете, што се били се од Македонија кои се били на тие новите земи? Како? Тоа на Куманово е бил кмета местен, па всичките од ВМРО кои се били се станали кметови, што се местни хора, што не се дошли од Българија да сложат други хора. Тоа ги мести бугарската држава. Значи, не може, ако не е докажен